Невестински покривала во Малезија. Покривањето на главата со разни видови покривала како посебен вид на китање имало исто така важна улога за заштита од лоши духови, уроци, магии и слично. Покривањето на главата е во согласност со верувањето дека во главата и во косата е акумулирана сета животна енергија. Истото се смета за обележје на подчинетост на жената спрема авторитетот на мажот. Од една страна, тоа има апотропејско значење, а од друга представува прекодирање и символизација на оделување од една и преминување во друга социјална позиција. Покривањето на денот на венчавањето го означува жртвувањето на стариот, односно влегувањето во нов живот. Во разни места низ Македонија, во употреба биле многобројни специјални невестински покривала: сокај, гајтан, убрус, крпа, марама, дърпна, корпа и други. Сите со богата и впечатлива везбена декорација, а некои со дополнителни украсни елементи, како метални пари, жапки, монестра, телои и рески. Скоро секогаш со акцентирана семантика. До крајот на 19 век, во Малезија, на денот на венчавањето, главата на невестата се покривала на следниот начин. Најпрво се поставувал сокај. Во горниот дел што доаѓал на главата, со јакуцка, ќулавка, ќулавче или главинче, а надолу преку грбот, богато извезен и украсен, завршувал со бели рески. Над него се префрлал или со помош на јадица се закачувал гајтан. Дополнителен дел од сокај, односно кој е вид на двоен сокај, со слична везбена декорација како претходното покривало, но наместо со бели завршувал со црвени или црни рески. Потоа, над ќулавката од сокајот, спуштена над челото, се поставувала везена крпа или марама, прикачена со метален накид, третјачки. Крпата, односно марамата, била наместена над челото, со чисто белиот навезен дел, символизирајќи ја на тој начин моминската чистота и невиност. Пообредниот чин венчавањето. На предниот дел од ќулавката на сокајот, пуштен преку лицето, се поставувал дулак, црвен машки појас, како знак на приклонување, односно спојување кон младоженецот. По доаѓањето во куќата на момчето, на символичен начин, младоженецот со помош на сукало го завиткувал дулакот и го префрлал преку глава на невестата, откривајќи го на тој начин лицето. До тој момент, невестата се уште ја имала крпата спуштена над челото, зашто се уште била срамна, тоест чиста и невина. По првата брачна ноќ, невестата била престрамена, па така, од тогаш не ја носела повеќе крпата префрлена над челото, туку спуштена наназад, како обележје на промената на социјалниот статус.